Поминаа 13 дена од кога на најподмолен и кукавички начин се притворени Митко, Борис, Богдан, Владо, Игор и уште десетици други родолюби. Веќе 6 дена се во притвор и моите колеги пратеници Крсто, Љубен, Сашо, Љупчо, Јохан и Жаклина. Има уште и ќе имали уште апсења на уште други патриоти кои на 27 април не можеа да останат рамнодушни на противуставниот чин на избирање на така наречен председател на Собранието на Република Македонија. И јас бев во Собранието на 27 април. Можам само едно да ви кажам. И ден денес ме болат зглобовите од стискањето на вилиците додека се пееше албанската химна во Македонското собрание. И секое утро се будам со прашањето дали требаше јас како поединец да сторам нешто или не. Знаете ли зошто пратениците на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија останаа смирени тој ден? Затоа што требаше да не подлегнеме на ниедна провокација. Требаше да докажеме дека не сме насилни. И докажавме. Пратениците на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија останаа смирени и присебни. А цели 2 месеци пред 27 април издржавме на секојдневните провокации кои имаа за цел да не натераат да станеме насилни. А народот повеќе од 2 месеци секој ден гордо и секој ден се помасовно излегуваше на протестите за заедничка Македонија. Народот на 27 април влезе во собранието, во пленарната сала и пееше. Владо, Богдан, Игор и Борис пееја. Пеевме и сите ние со нив. Тоа ли е тероризам? Ниту еден од нив не беше маскиран и не носеше никакво оружје со себе, освен македонските знамиња. Имаше други кои беа наоружани и други кои пукаа таа вечер во собранието. Владо, Борис, Богдан, Игор и сите кои беа со нив носеа со себе само безрезервна љубов за Македонија. Тие луѓе таму сега се арчат за Македонија. Од позиција на сила, почитувани мои, правно се изврте нелегалниот избор во парламентот во гонење на патриотите кои се спротивставија на кршењето на Уставот на Република Македонија. Што и да направевме или што и да не направевме таа вечер, сценариото ќе беше истото. Нелегален избор на председател, па апсење и прогон на македонски патриоти. Цело време се игра на таа карта овој народ да се втурне во непромислени судири. Нека знаат сценаристите дека нема тоа да го сториме. Затоа еве и одовде ги замолувам јавно да не ја преминуваат границата, зашто враќање назад ќе нема за никого. Како дел од пратениците од ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија, бараме веднаш да престане овој политички прогон. Им порачуваме на тие кои го смислија ова, да престанат да составуваат црни листи за македонските патриоти. Упорно го туркате овој народ во конфликт. И немерен број пати овој народ стиска заби и верува и покрај се дека змијата што ви го каснала срцето нема да го пушти и целиот отров. Мислете на генерациите што доаѓаат. ВМРО ДПМН докажувало и ќе докажува дека е за заедничка и економски просперитетна Европска Македонија.
Денес уште нешто сакам да порачам и да успеам да ве ставам на размислување сите овде присутни. Целта на овој наш непријател е да не скара. Целта му е да не раскине на безброј делови. Немојте, браќа и сестри, немојте да му го дозволиме ова. Мораме и во овие претешки денови, денови кога срцето и душата болат, денови кога сомнежот почнува да гризе помалку кај секој од нас, денови кога треба да се носат големи одлуки, мораме да останеме заедно, сплотени и храбри. Заедно, зашто болката е помала кога се преживува со пријател. Заедно, зашто само така ќе ги совладаме овие невидени хаос и неправда што ни се прават деновиве. Заедно, зашто таков аманет имаме одамнина. Само заедно можеме да се избориме од ова и од секое зло. Митко, Борис, Богдан, Владо, Игор и сите кои се приклучија на протестите за заедничка Македонија, бескрајно ги почитувам заради нивната професионална и патриотска моќ што ја покажаа. За Љупчо Димовски можам да кажам дека е еден од највозрасните меѓу пратениците, но и еден од најмудрите и најпозитивните меѓу нас. За Крсто Муковски, што и да кажам, малку ќе биде. Тој е голем другар и човек со срце како планина. Сашо и Љубен, моите колеги, докторите од Охрид. Охрид и Македонија се горди што ве имаат вас за синови. За Јохан треба ли јас со мојата маленкост нешто да кажам. Горда сум што ги запознав бескрајните човечки доблести на Јохан. Жаклина Пешевска е една од најмирните и вредни пратенички, единствената жена која ја притворија само заради тоа што се поздрави вечерта со својот сопруг. На децата на сите притворени, на сите наши деца и внуци, ќе им порачам. Бидете горди на луѓето кои се притворени и на сите кои гласно и несебично ја сакаат Македонија. Ова ќе заврши на овој или оној начин. Затворите може физички да ни го ограничат просторот на движење и делување, но никако и никогаш нема да успеат да ни ја извадат Македонија од нашите срца. Македонија е се што имаме и за неа се ќе издржиме. За самиот крај, дозволете ми да се помолам на вчерашен Свети Ѓорѓија, како ослободител на плениците и заштитник на сиромашните, лекар на немочните и помошник на владетелите, да ни ги чува нашите браќа и сестрата Жаклина, а да ги вразуми оние останатите. Да е вечна Македонија и да е вечна нашата љубов кон неа. Ви благодарам.